Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Почитувани гледачи, вие го гледате подкастот Глаголица на рубриката Арс Либро. Денес жената се вели дека ја изгуби својата тајна. Ја изгуби она најсуштественото во неа, а тоа е незината женственост. Големите сликари, композитори, големите поети и писатели за секогаш ја имаа жената како своја инспирација. Во овие времења, како да жената повеќе го изгуби својот пат во големите бури и ветришта на времето, во екзибиционизмот, отвореноста и една нова поставеност. Меѓутоа, и покрај времењата во кои што живееме, постојат жени кои што го задржале својот автентичен, прекрасен изглед и внатре надвор и она аполонистичкото и она кое што Аристотел се уште го покажуваше како идеалот на вината, тоа е редот, мерата, совршенството, хармонијата, златниот весек, кои што се дозирани во едно многу важно етичко начало, а тоа е кога Дионис и Аполон ќе се спојат, а тоа се една страствена, една трескавичност во афирмирањето на вечните вредности. Ете таква жена денес со нас, а тоа е една и единствена Тања Алексиќ. Тања, добре дојде во нашето студио. Јас, она кантовото вели дека никогаш не го запознавајте докрај на оној кој му се восхитувате, меѓутоа, како повеќе те запознавам, восхитот кај мене се зголемува, доби една престижна награда и она што ме фасцинираше и реков морам да те донесам како знам во студио, повтор пат, дека ја доби наградата и тоа е една најзаслужена награда, жена со најдобар стил. Меѓутоа, твојата интерпретација на таа награда е она што мене ме фасцинираше и вака останав 5 минути и викам, боже, каква е ова личност. Прво дадовте почит на другите жени кои што беа наградени и на крајот рековте со една едноставност од која што блика совршенството. Кажавте сигурно многу се изненадив, прво рековте кога ми се јавија, а второ сигурно гледале како јас стилски трчам по автобус. И тоа е една реченица во неколку наврати велите дека јас сум само една учителка која што ги кажува вечните вредности, како што е љубовта, достоинството, праведноста, вистината, главината. Меѓутоа, не знам колку сте свесна колку од вас зрачи убавината која го спасува светот. Мислам прво и на внатрешната, на дворешната. Не треба да се коментира. Еве како вие уште еднаш пренесете ми го тој ваш едно детско чудење на работите кои што општеството секако ви аплодира, а вие на тоа одговарате со една скромност и достоинство. Добро ве најдов. Прве ни благодарам за поканата. Вела дека нема подобар комплимент и восхит кога жена на жена ќе го насочи, тука нема никаква позадина. Не нешто мажите се чувствуваат поради тоа хендикепирани, меѓутоа восхитот на жена кон жена е нешто што треба да не одржува и да го почитуваме тоа кон себе. Инаку најавата ваша, како ме најавувате, тако чекам гледачите зад камерата најмалку да видат Афродита или Моника Белхончи, а не една учителка, наставник по македонски јазик во гимназијата Корчагин, која буквално за да изгледа вака во емисијата малку културно се преслека во училиште, бидејќи таму во последно време во патики, во тренерки, затоа што работам постојано со децата во библиотека, тоа е некаш и
валка на работа, потакајте жената со стил да не се обрука и оно што кажав спонтано што излезе од мене тоа е жива вистина, затоа што ја трчам по автобуси. Знам онака да се наоблечам во зимскиот период и некош на шега велам не дај Боже да ми се слоши па да ме однесат на клиника ми соблечат од тоа тренерки, хеланки, што се не носам затоа што нели со овие 57 килограми не може да не ти студи кога не си нели добро охранета што се вели со масни нафлаги па да те штити се до тоа од студот. Значи јас сум зимурлива и заради својата и како да кажам во недостаток на килограми. Убаво е кога не наградуваат. Јас не верував, прво не знаев што е. Немам слушнато за тоа жена на годината, манифестација која фактички се организира веќе 6 години наназад и кога видов таму видов многу исклучителни жени и еве баш се израдував кога видов Бисера Чадловска, жена на годината, па и Наде Молеровиќ, жена со трајни вредности и другите жени кои не ги познам, но толку беа сладки сите во сиото и нивен ангажман да се појават и да се заблагодарат на организаторите. Примев порака по мейл и мислев дека се шегуваат со мене, баш бевме на гости со сопругот кај Ленин и Ружица Ивановски, викам, гледај, некој си игра со мене, се шегува, некој жена, затоа се смееме, ка. Па го прашав син ми, викам, која, викам, мамо, тоа е Борис, се знаете, едно што ме запознал со еден од организаторите, јас јавам и ми велат, тука нема никакви протекции, предлагаат студенти, медиуми, факултети, се гласа, нешто кажа околу 799 кои се пријавиле, па имало по тесен избор, што би рекли Срби, ужи избор. И ете тоа е тоа. И се израдувам, не можам ли да губам скромност, дека не се израдувам, е прва јавна награда, ја не сум добивала никош награди. Наградите ги добивам од моите ученици, постојано како вие од вашите студенти, кога ќе ги видите успешни, тоа се нашите најголеми награди. Меѓутоа, ова е награда жена со стил, буквално награда за сите нас жени, затоа што сите ние сме со својата специфичност и автентичност жени со стил, бидејќи стилот не е ништо друго од начин на живење, како го сваќаш животот, како ќе се најмалку е надворешен изглед, каде ќе се однесуваш. Ние имаме различен начин интерпретација на нашето расположение, секаде различно, не може да сме исти дома, не може да сме исти во училиште или ако одидеш било каде на падините на водно, сигурно не може со штикли. Така што стилот е да одбереш каде како да се однесуваш, каде како да си облечен, нели, меѓутоа тој стил секош да се препознава оно што велам ја врв на емоционална интелигенција, емпатија, она агапи, љубовта, она безусловна љубов која имаш кон твојата професија, кон луѓето, тука нема лажење, нема фолирање, тоа ќе излезе на површина дали сакаш да си добар, глумиш да си добар или си суштински автентично добар и кога не ти е добар, и кога ти потонале бродовите, и кога се лоши со тебе, ти си постојано добар. Љубовта како состојба, некако емоција која е променлива. Тања, спомнавте оригиналноста и му државте лекција на денешниве девојки кои што изгледаат многу слично. Ја губат автентичноста и оригиналноста на она што на вистина извира од нив и по надворешниот изглед и по своите женски атрибути. Вие со вашата оригиналност ја добивате наградата која што за тие сонуваат, а за жал го немаат тоа. Еве, како да се објасни на младиот човек дека автентичност е таа која што победува, а не да наликуваме едни на други? Јас сметам дека ова е некој тренд. Малку подолго трае, колку што трае транзицијата, предолго трае таа транзиција, веќе 3 децении. И се следат тие модни, глобалистички трендови на една унифициран изглед кај жените, меѓутоа ќе помени тоа како се што поминува, значи ние кога бевме млади, мое време, ако кажеш мое време како да си престарели, во мое време беше вака, да речем од модните икони беше во мода Твиги, она беше исклучително слаба. Јас не сакав што растам како слаба девојка, имав постојано комплекс заради таа слабота и стално викав на мајка ми, татко ми, вие не сте ми давале доволно да јадам, бидејќи брат ми е крупен, како корпулентен, а ја исушена. И мајка ми тешила, па еве гледаш Твиги, манекенче, ти манекенски тип, ќе се здебалиш кога ќе се породиш, кога ќе станеш мајка, па бла бла бла, и тоа се така остана. Значи предиспониран си за таа слаботја.
Потоа почна поедри, покрупни, мене повеќе допадливи манекенки, Синди Кратфор, Наоми Кембел, нели Клаудија Шифер. И еве сега овој брана Кардашијан веќе се става акцент на Облините, атрибутите, облините, предимenzionирана задница, предница, нели? Да. А и таа хипереротизација, не само кај жените, исто и кај мажите, нели, бицепси, трицепси, па билдат, па тоа се крупни онака мускули се покаже да виделина, па дури и облеката која е повеќе како да си соблечен отколку облечен, се тоа покажува некој тренд и кој мода кој веројатно ќе помина, како и се што поминува. Останува автентичноста. Никога му стои. Некому му стои тоа и на таа тема може да заработи, да биде убав и ако е. Значи тоа не треба да бидеме коректни, толерантни кон остатокот од светот. Јас не би го направила. Тоа мене не ми е допадливо, но тоа не значи дека треба генерално да заземам став дека тоа не чини или не. Ако на некому му се допаѓа така да се однесува, нека се однесува. Секој има право, демократија или на либерален однос, но јас не би го правила. Да речем исто како е постојано кажам, луѓе кои ги познам и кои ми се блиски и драги се тетовираат. Еден куп околу мене имам тетовирано, или внука ми се тетовираше. И јас никогаш не би се тетовирала, значи на своја кожа, не, меѓутоа имам почит, респект кон некој кој ќе го одбере тоа. Така што и тоа се, нели, треба да внимаваме на таа наша стереотипност, да ако нешто не ни е допадливо, не значи дека не е добро и дека не треба некој друг да го прави. Секој со свој избор. Ние сме пак одминати од век и повеќе сме и воспитувани така од нашите баби, мајки, тетки, стрини, да го негуваме тој некој изглед кој не е толку Точно, меѓутоа доминантен. Бог ни направил точно вакви какви што сме. И во таа смисла, ако ја ние сузбиеме таа автентичност, остануваме како медиокритети. И во таа смисла, она што не истакнува, еве поготово тебе, баш таа автентичност која што е оставаш печат и кај да се појавиш таа харизма. Естетиката е етика, значи во својата основа има етиката, кој те познава знае дека ти тебе ги има она хиерархија на етички вредности која што почнува со праведноста. Ја не сум била човекот поправеден од тебе. Добрината постои за да има Бог каде да се настани во нашето срце. Па убавината и надворешна и внатрешна, за да дојдеме до она до љубовта како агапе и како ерас, за да не се отвори патот кон божествената креација. Твојата добрина како основа на твојата личност се гледа и во твојата хуманитарна работа и видов како лавица се бореше за децата кои што им треба помош, дали се во детското село без родители, дали боледуваат од некоја болест, како собираше средства за твоите представи, што се едно посебно уметничко ремек дело. До каде е таа хуманитарна работа? Што направивме со Маркос, децата без родители? Уметничко дело е кога ќе собереш деца аматери, заедно со учителката аматери, правиш нешто општествено добро. Тука е уметност, инаку далеко тоа дека представите имаат нека уметничка вредност. Да се влезам, каква костимографија, каква сценографија. Верувајте, тоа јас со театрите не сум го видела. Баш ми е драго, се снаоѓаме. Значи, тука е убавината. Значи, во последен момент, вчера Капетан Кука, баш тази беше емисијата реализација на сказно-приказна во МКЦ. И благодарам на екипата од МКЦ кој беа професионалци и ние дадоа таа просторија, благодарение на нив ние го реализиравме проектот и собравме преку 300 пакетчиња и донации кои ќе ги веќе ги разнесуваат Курчагиновци, клиника, детска клиника, државна болница онкологија, клиника Козле и детско село. Ние во моментот работите, никош знаеме да еден Капетан Кука вика професорке прстените. Сме ги заборали. Трчи дома по прстените. Па обетката од корниза пластична, зависи тоа нешто се пластични ПВТ зависи во тоалет. Само да прашам, ти си режисер? Се. Пишуваш Значи драмски текстот е мој, да, се тоа и хорот е на колегата Ливрински, значи хорот ги вежба хористите. Идејата моја да биде тоа Елка 4321 и распеан Елка која пее нели две новогодишни песни препознатливи и е за предучилишна и училишна возраст
идеална представа затоа што децата се смеа, нема поблагодарна публика од дечињето, има една интеракција, па се лута, зошто вака зборуваат, имаше една игра на зборови, зборуваа се на самогласка и па намажам вака да збаравам веќе и пиними веќе да избирам ки пикни пи веќе, упно можам повеќе да зборам, значи и тие работи нив ги анимираат, па нели доаѓаат звончица, со волшебното стапче и почнуваат да зборуваат како не биле послушни Пиноки, Петар Пан и Црвенка, па и Снежана, па настрадале од лошите луѓе, пораката е таа, па потоа доаѓа на сцена Лошковци, Гринч, Круела де Вил, која е инфлуенсерка модна, па Малефисент и Тухот се навреди. Капетан Кука, све Лошковците доаѓаат и на крај сепак доброто победува, Дора излегува, ги обединува сите, љубовта пред љубовта и ѓаволот станува добар и попуслив. Мораме на децата некоја оптимистичка порака, со две балетски точки имаме ученички кои вежбаат балет и ми се баш перфектни, има Одорево кршевска дел кој го извадивме. И тоа е најубавото нешто што тоа го правиме аматерски, значи со љубов, во Корчаген, секоја сабота драмската секција. За Марко исто собравме на 2 пати, ги напунивме Македонски народен театар, во 2 наврати, испративме средства, се молиме за него и тоа е многу битно што тој знае дека некој мисли за него и пак нешто прави. Се е тоа на онака ентузијастички, без никаква материјална надокнада, меѓутоа кога ќе видиш родителите, децата, учениците, сите среќни, па мислам дека нема поголемо богатство. Ние ни финанси не би ги надокнадиле тие емоции кои ги добиваш од родителите, од учениците. Нас не е затоа благородна работата, затоа што колку си поблагороден и подобар со тие деца и родители, толку повеќе ти враќаат, ти осеќаат љубовта, ти осеќаат енергијата дека правиш нешто добро и тоа е едукативно. Значи буквално седнуваме и се учат да шијат. Значи овие денешни деца ретко кој знае да вдене конец во игла, па нели игла со големи ушиња, па ваква игла, па така тие шијат, креираат од обична хартија, од отпаден материјал. Секако од МНТ позајмивме добар дел од фундусот, па ќе го испереме тоа, се учиме да переме, се учиме да пегламе. Јано сам пегла дома, па ги учам како треба на свила да не изгорат. Се тоа домакинска работа, која на крајот на сцена изгледа така како што изгледа, симпатично. Тања, дали во тебе се гледа скриена акторка? Не, никош не сум имала амбиции. Иако глумев во Орта Николов имаше секоја година драмска секција, гимназијада се викаше во Орце Николов и секојаш така како мене слични, тогаш ете со Покан Златко Славенски можам да го спомнам, исто правевме, тој правеше за неговиот клас, јас за мојот клас, Славенски доби прва награда, доби втора награда, прва награда значеше 2 дена слободни во Орце Николов, втора 1 ден, па тоа беше среќа 1 ден слободен да не одиш во таква гимназија. Во тогашна Орце. Да. И тогаш отидовме на компаративна. Јас и тој се запишавме на компаративна, ме влечело секогаш пишувањето, читањето, театарот, да, од мала одам во театар и ме носеле родителите. И тоа се гледам, меѓутоа како акторка никогаш, кога немам ни талентот за тоа, меѓутоа како креатор на вакви детски представи се баш добро ми оди. И тогаш исто го правев во Орце, моја беше дело Скандализија. Правев пародија на Евровизија каде што победи Лепа Брен и Сладки грех со Даниел Џули. Тоа беше пародија. Михаил Карев кој е Карпа голем мој соученик, секој слуша ќе се смее, беше Лепа Брена, едва му најдовме штикли или да го влечеме нака. Значи беше едно пародирање на шеговита представа со која што ние се допаднавме на наставниците, професорите во Орце Николов, кои баш беа онака строги, а тогаш ги насмеавме. Ништо побода насмешен професор кој ретко се смее. Покрај талентот, значи и авторка сте на сексуална азбука, тоа е едно големо просветлување за младава генерација. Неодамна морам ова да го споменам, имавте и своје излагање за љубовта на кучараци, која што е една посебна приказна и него тоа снимивме за жал, меѓутоа може ли дел од тие приказни кои што таму ги кажавте на тогаш студентите, да кажете делови за едни пикантерии кои што ретко кој човек ги знае, за картичките кои што се објавени, не објавени, а вие сте ги истражувале заедно со професорот Васил Тутиновски и академик Јулавкова, имавте прекрасно излагање. Токму за љубовта. Мене ми импонираше првин што бев поканата, благодарение на вас, да бидам со Катица Јулавкова, еден писател, професор,
par excellence член на Македонската академија Дадовте која посебен пишува. шарп и печат Е, на таа он- вечер. Па веројатно Вие. заради таа моја спонтаност, Васил Тотиновски која жива легенда, тоа е изворна информација, значи јас од него учев и слушнав за Кочо-Рацин, за дека ти не знаев до тогаш дека има и вомбрачна керка и сите тие нели негови истражувања, тоа е еден човек со истражувачки дух и кој е со брилјантен ум на 8-та деценија. И нели јас учителката која читајќи книги на многу писатели, нивната биографија, вадев податоци и објав една текст колумна за љубовните писма низ историјата, колку им биле драгоцени порано на жените. И подрагоцени од накетот, вика, во време на пожар и опожарување на нивните живеалишта, те прво што ги грабнувале ковчежињата со љубовните писма, затоа што накетот секогаш можеш да го набавиш. Па нели споменавме таму Евелина Ханска, долгогодишната љубовница на Онора де Балзак, која ќе го излечат Рековте дека ги криза. Да. На сите познати Па на познати писатели се и тоа фапира ме колку фасцинира. многу имале сите фактички паралелни љубовни врски покрај сопругите, покрај брачните партнерки и таква љубовта. Тука нема, љубовта е нешто елемент без кој светот не би постоел, меѓутоа тука нема попување, морализирање, закони, правила, значи таа се случува и не знаеш што ти се случува и како ти се случува. И кога ќе ги набројуваме сите тие таа плејада богата на познати писатели од историјата, нели и Виктор Hugo, која многу често пати се карал со својата љубов, па во афект ги кинела писмата, па повторно пишал писма, го наоѓам Кочо-Рацин како еден фраер, затоа што ретко никој од нив не си ги земал презимињата на своите сакани, како негово тајно име, за жал, поради неговиот тежок живот тогаш, нели, поради не само цензурата на македонскиот јазик, туку воопшто време на фашизам. Сето тоа Итро го напил, па бил Невен Пејко од Невена, нели, и Кочо-Рацин од Раца Рахилка Фирфова, која, ете, веројатно во тој период не гледала во Кочо-Рацин нешто што можело да го задржи вниманието. Кочо-Рацин можеби не делувал така, просто неверојатно, нели, некој да ти пишува дури со крв, да испише својата љубов на адреса на низината мајка, која ги ставала во циглата од ѕидот, буквално ги таложила тие дописни картички, кога ја прашала Рахилка што е тоа, таа го сметала тоа како неважно, нели? Да за на крајот синот на Раца ги однесе во неговото училиште писмата кои ги добивала низината мајка и сопругот, нели, на Рахилка Фирфова со негово знаење, сето тоа знаеле сите дека бил влюбен во неа, да останат во училиштето, па на крај, нели, да завршим ману во академијата, тие дописни картички, 31, кои 28 се љубовни, така нешто беше, или 7 беа онака официјално адресирани на семејството, другите беа љубовни писма до Раца, и тоа е нешто што кажав дека сме имале гениален писател, гениален ум. Не само раѓањето на зборот преку неговите бели мугри, неговиот напор да го одржи оно што ни е свето, македонскиот ген и социјалната поезија и родолюбието и сето тоа, треба да ги научиме нашите генерации да ги почитуваат нашите предци писатели, први нашите, па потоа светските. Ние обично знаеме да се восхитуваме, меѓутоа знам никош да им кажам на децата, ај малку да се изразам фразолошки, кренете рачна кога се восхитуваме на Пушкин, па еве Достоевски или било кој, сосема по инакви услови имале кога работеле. Значи никој не им стоел над глава да им се заканува со смртна опасност затоа што пишуваат на својот мајчин јазик. Сите ти имале подобри услови. Пушкин време на романтизмом пишувал во својот дворец во царското село, значи имал послуга. Тоа е буквално услови, имал свеќа да пишува. Толстој не од лорд од имањето, па не знам така грофовско потекло, а Достоевски тешко малку, да, тежок и сиромаштија, нели, па и во затворот ги пишувал ја. Да. Му стоеле баш над глава и ги губел правата да пишува. Аз ви омилен Достоевски, фактички бил политички изманипулиран. Меѓутоа во глобала писателите, еви Џорџ Гордон Бајрон во парламентот, значи сите тие со некој потекло
Лордовско, Вајлд. Грофовско, Оскар Вајлд, сите имале услови. Нашиве немале. Еве нашите за време на Со романтизмот кандило и апсолутно биле цензурирани, пишувале по келини училишта. Браќата Миладиновци пешки оделе до Москва, буквално за да ја го отпечатат зборникот кој е наша света книга, Библија. И тоа кога ќе го предучиш на децата, на учениците да ја сакат први својата писателите и авторите, уметниците од својата земја татковина, тоа е нешто што мислам најмалку што треба да направиме ние учителките и во основно и во средно, па да ви ги пуштиме на вас на факултет, да веќе имаат култ кон сите Готов македонски производ. писатели, готов производ. Значи први нашите преродбеноци и Джинот и Кочо Рацин, подоцна основоположник на современата поезија, и браќата Миладиновци и се оно што треба понатаму се до современите македонски автори, повоени и воени, сето тоа мора да се знае. Значи секој дома треба да има книги од нив. Јас знам дека се што излегува од кај тебе е полно со љубов, љубов кон книгата и мирисот на книгата. Тања, за крај, нас ни е празник, верувај кога ќе ни дојдеш во студиото и не знам што попрво те прашам, меѓутоа да убаво да ја завршиме годината, напиша ти еден текст каде што кажа дека како да го пробивме дното и злото во наше општество да е непобедливо. Меѓутоа, мислиш ли дека љубовта на крај сепак ќе победи? И ако направиш една ретроспектива, што ќе им посакаш на нашите гледачи, на твоите ученици, на студентите? Како да гледаат во нова година? Што свесно треба да смениме за да ги избегнеме и тие замки кои што паднат како општество, држава И како поединци. поединци, како индивидуалци. Па сите сме свесни, еве, да не бидам патетична, колку и да сакаш да бидеш оптимиста, некако оптимизмот се повеќе мириса на глупо, што би рекол Кундера. Еве, кога гледаме дека децата ни страдаат, па не можеш да се насмеа, не можеш да се среќен, меѓутоа мораме да се трудиме да им обезбедиме на децата насмевки повеќе. Единствено нешто, пак ја кажам, што може да не спаси е љубовта. Во љубовта нема калкулации, во љубовта нема манипулации. Значи, ако зборуваме за чиста љубов, не љубов од интерес, затоа што сега љубовта како поим се квернави. Па да не верувам, во љубов не би била ваква. Значи, јас сум баш онака последниот романтик на овој свет. Јас знам да се заљубам во книга, во писател, во предмет, во нешто, во било што. Значи, баш да се влюбувам во животните. Не можам, ми се чини без дете, без животни, животот не би ми бил исполнет. Значи, треба да ги сакаш нештата, да го сакаш секојдневието. Да веруваш во партнерска љубов за цел живот? Па верувам на некој начин, само што таа партнерска љубов постојано нека нова димензија добива. Значи не може да биде иста. Јас сум сопруг на 16 години заедно, веќе не ми се кога ќе го видам да се возбудувам, нели, може да изнервира па се возбудиш, нели, нервоза. Сосема менува друга димензија таа партнерска љубов. Меѓутоа љубов кон, да речеме, може, како не може, кон еден маж. Буквално си влюбена во еден маж и тоа да трае, да речеме, цел живот или подолг период како лебедите, можно е. Значи, можно е. Секако дека може човек да биде со еден партнер врзан и да е убаво и на крај знам да се шегувам понекогаш да кажам, а замислите да имаш повеќе партнери, тогаш веќе имаш основ за компаративна анализа. А компаративна анализа бара нови и нови примери, па треба постојано да имаш партнерски врски, постојано и пак да се седеме на тоа дека со еден партнер би можело да го поминеш цел живот без да имаш толку експерименти настрана. Значи не ме сватат погрешно, сега не волам да се омажиш за првиот или ожениш за првата, да се има искуство некое. Меѓутоа и да не се претерува на таа тема, затоа што сме зборували за сексот и за сексуалноста, затоа што се води кон промискуитетноста која не е добра. И енергијата што ја добиваш од многу партнери, таа се абсорбира и ти проблемите на многу партнери, ако ги собереш, тоа е веќе проблем. Така е. Затоа во таа смисла и љубовта, значи општеството вакво какво што ние се надеваше на некои промени, можеме ли тука ние нешто да направиме по поединци? Па како поединци веќе правиме, со тоа што се држиме, што се почитуваме, што правиме некои проекти заеднички за општо добро, Значи повеќе треба за колективно добро да се работи отколку за лично добро. Тоа е нешто што може да не спаси во овој глобалистички свет каде што владее материјализмот, вредиш оноку колку што имаш, а не колку што
знаеш, умеш и колку што си креативен. Пак ќе кажам, мораме да се држиме до таа добрина. Ние ги учиме погрешно децата да се плашиме од добрини, велиме нема си добар, нема си глупав. Ако си добар, секој ќе те манипулира. Значи треба да знаеме до кога да имаме граница, мора да знаеме да имаме граница на дозволивост да кажеме не. Меѓутоа добрината е буквално највисокиот степен на интелигенција. Интелигентен човек не може да не биде добар. Интелигенцијата буквално знае добро како во животот треба да се поставиш кон одредени луѓе. И не треба да ја сквернавиме добрината дека таа е глупава, дека се граничи глупав, добар си, глупав си, дека те манипулираат. Јас некогаш ги оставам луѓето да мислат дека може да ме манипулираат, тоа што ми е непријатно да им кажам во очи дека ме лажат. Мене е изгодно, да не ги навредам нив. Така што интелектот не ти дава едноставно да не сватиш дека некој те лаже, дека те манипулира, но ти е непријатно да му го кажеш тоа. Ти благодарам премногу, цело време сум наежана, извадена од контрол, што се вели. Ти благодарам премногу што беше со нас. Издвои време, знам колку имаш ангажмани пред новогодишен период. Ти благодарам за ова гостување. Јас ви благодарам на комплиментите, што пие кафана, се шегом на крај да частам за вакви комплименти. Тања, ти благодарам, почитувани гледачи. Еве, ова нека биде лайф мотив од новата 2024 година. Ова беше последната емисија, круна на нашата, вишњата на нашата торта и добрината секогаш нека победи. Следете на